Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Точно е 7 часот и 30 минути. Тоа значи дека е време за еспресо со Златев и Боцевски. Обично еспресото е тука да не расуни наутро, но ние уште од синоќа сите во држава некако останавме возбудени. Видовме дека еден човек, еден народен пратеник за кој би требало да важи нешто што се нарекува бонтон, воспитување, добро однесување, како див звер избувна во собранието и физички нападна неколку од неговите колеги од опозицијата. Тоа што го видовме, претпоставувам сите сте го виделе синоќа, затоа што беше буквално на сите медиуми, но тоа што го видовме синоќа повеќе подсетуваше на некои улични банди од собрание. Кога го видовме оној човек, онака разбеснат, а доскоро го водеше македонското собрание. Македонското образование, се извинувам. Ивица, можеш да... Очигледно за тоа ние вака нас се во Орце Николов што не можат да положат. Не, види, тоа во Орце Николов го дискутиравме вчера. Тоа реков дека има два збора, екстерно тестирање. Значи, ако има систем на место кој што го мери и вреднува образовниот учинок, тогаш дури ваков еден човек може да биде начело на министерството, нештата ќе функционираат. Но кога немате никаков систем, тогаш е проблем кој е начело на министерството. Она вчера беше една невидена дрскост, невидена некултура, која што мора да добие некаква конечност. Морам да кажам дека тој не е врвот на срамот. Врвот на срамот се случи потоа. Значи, потоа не знам дали била свикана итна координација во собранието, предводена од Талат Джафери, на кој што присуствувал оној несреќник Мисовски, кој што го востоличи Джафери, сеќаваме на 27 април на неговата улога, и уште ми се чини координатор, не знам кој од ДУИ и од СДСМ. И ти одлучили дека ништо не се случило. Дека се било во ред. Она што сите ние го видовме, замисли, да. Од 20 камери и 75 агли е всушност ништо. Ништо. Комплетно ништо, а не само тоа. Јас вчера контактирав со неколку од пратениците, бев многу загрижен за пратеникот од Алијансата, како се викаше, Хилми... Собрадот. Тој беше погоден од филџан во лицето. И предпоставам дека, знаеш, нели, кога адреналинот е висок, може би не може да се забележи. Меѓутоа, потоа нештата велат дека е во ред, велат дека и денеска ќе биде во собранието. Меѓутоа, пази, тој па пред некое време ја даде најдобрата диагноза за ова што се случува, не знам дали знаеш. Не, што кажа? Тој кажа дека сето ова што му се случува на ДУИ и што се случува со ДУИ е резултат на една култура која што владее во таа партија, дека никој ништо не им може во Македонија. Значи, се сеќаваш на која зборува за време на шарената револуција за култура на неказнивост. Така. За таква култура после зборува и некои истакнати пријаници на Социјалдемократскиот сојуз. Се покажа каде е неказнивост. Неказнивоста е кај ДУИ, неказнивоста е кај СДСМ, неказнивоста е кај нивните главни перјаници кои што мислат дека се им се може и дека се им е дозволено. Се сеќаваме како околу Зоран Заев ширеа муабети. Они го сменили името, па заради тоа имаат како се вика тоа? Имаат зелено светло од американската амбасада и од делегацијата на Европската унија, што сака да прават, никој ништо не им може. Што се глупови приказни, мислам, тоа ниту постои, ниту постоело. Меѓутоа, еве гледаме како тоа завршува. Вчера,
очигледна беше намерата да протнат закон, еве да им објасниме на слушателите, на гледачите зашто станува збор. Станува збор за закон со кој што на еден определен круг на суди и обвинители им се продолжува стажот до нивната 67 година. Добра. Што е целта со тоа? Целта со тоа е раката што има СДСМ и ДУИ што имаат врз судството и натаму да биде онака цврсто да го држат судството и преку тоа да се закануваат, да вршат притисоци, да има нелегални пресуди, да крадат, што би рекол ти, затоа што нема крадење без контрола на судскиот систем, а да се надеваат дека во изминативе 3 години, значи овие луѓе што се 64 додека напунат 67, дека во изминативе 3 години преку оваа академијата за суди и обвинители, каде што нели се бранат човековите права на синовите и ќерките на судиите и на политичарите, каде што се брани непотизмот како врвно човеково право од самата директорка на институцијата, дека ќе стасаат новите суди нормално проверени биолошки, затоа што станува збор за синови и ќерки на суди и на Да, но обвинители. не само тоа. Значи, само замисли да Ивица. само кажам. Замисли. И сега СДСМ и ДУИ. чекай. Извини, предолго збориш. Не. Морам прекинам. да се докажам. СДСМ и ДУИ вчера го поздравија насилството. Не го осудија, значи луѓе, еве, некои ќе направат паралела со 27 април. На 27 април ВМРО ДПМН веднаш излезе, го осуди насилството и повика на смирување на ситуацијата. СДСМ вчера испрати соопштение дека ВМРО ДПМН и нивните пратеници биле виновни што биле тепани. Ова се нарекува екстремизам. И не може да се нарекува никако различно, Ивица. Никако различно. Не, ма чекай да се навратам се. Па прво, чекай, овој закон го протнуваат со европско знаменце преку Комисија за европски прашања. Знаеш ли колку текст има за организација на судови? Колку директиви, регулативи европски има за организација на судови и за пензионирање на судии? Не. Лјупчо. Ниту една. Ниту една. Значи, не постои причина овој закон да се носи со европско знаменце. Да. Нимај. Нема ниту еве еден предизвик до Тупанчевски, претпоставам тој го предложува законот, нека најде една директива, регулатива или норма на Европската унија каде што се уредува судството. Нема. Нема такво нешто. И еве што беше резултатот? Пратениците од опозицијата сакаа да спречат ова самоволие, овој порив за окупација на судството од некомпетентни кадри, партиски кадри, од деца на суди и обвинители. Ја не велам дека не треба тие деца исто така да аплицираат за суди и обвинители, ама во нормална земја на 50 години едно дете на суди и обвинител ќе влезе во академијата и ќе влезе во судството. А не пола и повеќе да се онаму на списокот нивни. Да. На шо личи тоа? Да. На шо личи тоа? А што е најинтересно, пази, пристојните суди и обвинители не го прават тоа. Пристојните суди и обвинители гледаат да се ги воспитаат децата и да немаат потоа проблеми ни животот вака да ги влечат во лудила. Сега, да се вратиме, тука не заврши целата епизода, Лјупчо. Не знам дали следеш. Добра. Значи, во текот на вчерашниот ден има неколку херои, тоест антихерои. Едниот од нив се вика, дали си слушнал за Валмир Азири? Добро, не. Државен секретар во Министерството за култура. Замисли. Државниот секретар во Министерството за култура вели: браво, Арбер Адеми, така треба, пратеникот Антонио Милошевски заслужува и повеќе. Државниот секретар во Министерство за култура поддржува наследство. Поддржува пратеникот Антонио Милошевски да добиел не знам што повеќе ќотекли или што и да е. Да се, дали си го слушнал ти во политиката да се храбри некој да влезе во физичко наследство? Па нека се приберат малце бе. На што личи ова? Тргнавме од чизмите на шкодене дрлишта. Претходно Артан Груби веќе нема провокација која што не ја направи ова држава. Ке се приберат ли бре овие конечно?
Ке влезат ли во некој ред? Како викаат старите, мој па преку мој. Во ред, разбирам, еве, ајде, дуи дека имало мнозинство од пратеници албанци, но има граници, бе, луѓе. Се сеќавате на полицајката која што сама се удри во пајакот. Па еве до каде дојдовме. Значи, кога таа будала што ја нападна полицајката не беше казнета, ќе стигнеме до тоа да се напаѓаат пратеници. И државата да стои за тоа. Сега, не само тоа, од сферата на културата имаме и уште еден херој. Добро. Значи, директорот на театарот Комедија, Сашо Ристовски. Не знам дали си слушнал за него. Нормално дека не си слушнал, затоа што нели театар Комедија имаше за директор и основач првенец на македонскиот театар, Јелена Жугич беше таму. Потоа не се прославија со директорите од Социјалдемократскиот сојуз, нели кои што наводно се бањати, за разлика од овие не бањатите кои што нели првенци на театарот докажани ги ставаат за одговорни лица на институциите. Вели на Фејсбук алалда му е на Арбера Деми затоа што го гаѓал Антонио Милошевски со Филџан и пратеникот Хилми од Алијансата на албанците. Дали едноставно можеш да си го представиш ова? Значи, директорот на театарот Комедија седи у 12 ноќе буден и поздравува наследство во собранието. А тоа ли му е работа, кажи ми? Тоа ли му е работа? Значи, не знам што понатаму да коментирам. Ова, што сакате? Корупција, културна неказнивост, сакате антидемократија, сакате... Значи, очигледно е. Немаат легитимитет. Знаете ли од каде е оваа нервоза? Оваа нервоза љупче од еден едноставен фактор. Дуи може да заврши во опозиција. Од таму е и оваа проституција на македонската надворешна политика што ја прави сега министерот за надворешни работи Бујар Османи околу он е решен да ја внесе Македонија во невидена криза со прифаќање бугарскиот предлог. Зашто мисли дека така ќе му се додвори некому во Америка и во Европската унија за да може дуи да добие поддршка во грбот од надвор, да може да продолжи овдека гледаш да врши да прави што сака. Па има граници. Па има граници. Кој е овој датум, бе? Вака ли се добива датум? За преговори. Ова ли е Европската унија? Ова ли го поддржува Европската унија? Денеска ќе има средба мешовитата комисија меѓу Европскиот парламент и Македонија. И што ќе расправаат таму? Кои муабети ќе ги прават? Па еве зборувавме. Таа комисија за европска политика, знаеш кој е основач и прв председател? Кој? Твојата професорка Каролина Ристовска-Астерот. Да. И па такви луѓе се бирале таму. Не сум знаел за... Значи се до Артан Груби, таму беа такви луѓе бирани. Чув нешто сте ме оговарале со Каролина. Да, дека си бил интересен студент, но остави го сега тоа. Будала да не речеме. Да. Значи види Ивица. Генерално ние живееме во една банана држава, тоа е јасно, во една држава во која што се е лажно, се е проблематично, една држава која има еден тон аномалии, но она што е најголем проблем во нашиот систем во овој момент е тоа што ние во овој момент, Боцевски, имаме ситуација да не владеат луѓе кои се екстремисти. Секој оној кој по цена на насилство сака да ја задржи власта е екстремен и истиот едноставно од разумниот човек, од умерениот човек секогаш ќе биде одбегнуван. Ние можеме да зборуваме дека сме на електризирано општество и тоа е точно. Можеме да се оквалификуваме себе си како општество со многу големи разлики. Она што се нарекува, нели, ВМРО ДПМН, она што се нарекува СДСМ, она што се нарекува албански фактор. Но да не заборавиме, во Македонија секогаш пресудно за тоа кој ќе дојде на власт и кој ќе победи на избори е тоа за кого ќе гласаат оние луѓе кои себе се нарекуваат граѓански, цивилни, умерени луѓе. А како може да гласаат? Никола Груевски во 2017 година изгуби на локалните избори убедливо затоа што луѓето од тој слој
од тој слој не можеше да го прифати, да речеме 27 април. За да бидеме искрени со тоа. 27 април тие луѓе тука не го прифатија. Не знам само дали е тоа, но добро. Мислам дека тоа е водечкиот елемент. СДСМ Мислам дека нешто друго. на последните избори изгуби исто од овие луѓе кои веќе Заев им ги помина сите граници на однесување. Истата оваа група но на луѓе, продолжи ова. наместо да се смени, еве, дошол Ковачевски, сватиле дека со Заев не може да продолжат, еве, нека дојде Ковачевски И бетер сега. и наместо да 100 пати полошо е. наместо, знаеш, Еве ти еден тест. Затоа што притисокот од јавноста е очигледен. Погледнете ги сите наслови на сите медиуми. Независно од кој спектар доаѓаат. Сите го осудуваат Азири. Ако денеска во текот на денот не се оград од него дуи и СДСМ, вдека немаме рационална ама политика. нема да се оградат. Вдека немаме нормално демократска Нема да се политика. оградат, тоа е проблем. Ама мора бре да се оградат. Онаму беше една дама, не знам дали виде, кога зема да ги напаѓа, да ги удира пратениците. Тука беше Дафина Стојановска, пратеничката од ВМРО ДПМН од Гостивар. Не била гостин во студијава, се сеќаваш. Да. Зема дигна рака на жена. Министр за образование. Не, мене еве Поранешен. сега ќе ви Пратеник. кажам, сега ќе ти кажам. Не само пратеник, маж бреш дигна рака на жена. вчера, еве сега. Значи, пази се. Вчера разговарав со еден пратеник. Еден дел од лудилото на овој пратеник и поранешен министер, верували или не, за образование, тоа што и кога завршило се тоа, излегол од ходникот, го однеле да го замијат малку, пошто бил многу нервозен и юнакот. Салавен во тоалет и пратеникот Антонио Милошевски излегувал од салата во собранието и овој повторно му нарипал да го тепа. Па тука влетале други пратеници и го оттргнале од таа работа. Значи, овој лудак, нема друг збор, како да го наречам она што го видов вчера. Види се случувало човек, да ти, значи се човек кој што случувало не може себе си да се лудак контролира. се случувало Да. и порано на луѓе да им и на Талат Џафери 100 пати моделе да му го гасат микрофонот кога ги прекршувал деловниците и правилата на Трајко Велјановски претходно. А и тоа е мустра за Талат Џафери. Да, но добро. знаеш, никош не ги тепал. Но еве сега поддржа тепање. Сега поддржа теп. Добро, тоа е На што му личи ова? познат терорист. Меѓународно Ама на признат. што му личи ова сега? терорист. Пази, да сме гледале собрание бе во други земји. Ај нема да Британија додиме во регионов сме гледале. Значи како знаеш дека некој е заслужил функцијата председател на собрание? Први кој што ги прибира се неговите. Први кој што ги осудува се неговите. Кога ќе земе да трескаат глупости од говорница, навредливи зборови, клевети, прв што ги смирува, што им одзема зборе тој. Па се сеќаш како Стојан Андо водеше седници на собранието? Да. Тито Петковски кога водеше седници на собранието, неговите ги доведуваше во ред. Да не одам понатаму. Дојдовме до таму да седнат Талат и овој Мисоски и да велат браво за тепање. Сега да се вратам на Тепачов. И во ходник сакал да се тепа, значи он не било тоа момент на моментална нервоза. Знаеш, па сега тука нешто. Ама постојана е нервозата, Љупче. Ова Значи е момент ќе има избори. на насилство. Добро. Ќе има избори. На тие избори може после 20 години да идат опозиција и тоа прави нервоза, лажат за датум дека Македонија дека не бил загрозен идентитетот, го загрозија до даска. Лажат дека не крадат. Значи сето тоа создава притисок. Тие се како ранета зверка. Ранета зверка се може да направи, па ти текна зема дури не само нас, него сите да ги обвинува вака што се критично зборуваат, хибридни напади нели ги зборувавме. Вчера кој може тие кој може да ги замисли тие работи? Лудакот кој вчера го внимавај малку. Не можам друг бож. Мораме да внимаваме и ти се, пак има некои узан. Што да внимавам? Да внимавам за оно однесување, извини. Не, оно однесување, јас сум човек со домашно воспитување. Ама еве, гледаш, не зборуваме за дали човек
Значи човек и види јас сум секој човек. Јас сум бил, еве ќе ти кажам, јас сум бил и во најзафрлена, еве да речеме, во најзафрленото село во Македонија. Па прво што татко му кажува на сине дека не смее да крене рака на жена. Абе ја нападна вчера Дафина Стојановска. Не дека Дафина му се плаши. Поминала таа низ полоши ситуации во животот. Меѓутоа, председател на комисија за европски прашања, па не знам и која е таа кадровска политика на ДУИ. Ајде да. Значи комисија за европски прашања претпоставувам дека оцениле дека тоа го наблюдува некој од надвор. Меѓутоа не, ке ниф еве што е целата работа. Комисија за европски прашања ке ниф на незаконски, нелегален, непроцедурален начин да се протне со европско знаме овие мерки. Ужас. Ужас. Така што тоа е една работа за која што ќе мора да се обрне внимание. Мислам дека и утре ќе го зборуваме ова. Можеби ќе викнеме некој од овие кои што беа сведоци на случувањето во собранието. Љупчо, истовремено слушам лоши муабети од ни стигаат од во Софија, наводно, ова се непотврдени информации, вчера течеле преговори на кои што учествувале 20 дипломати од македонското МНР и на кои што се пеглал, како што го викаат тие францускиот предлог. Што има онде да се пегла? Предпоставам дека истовремено предпоставам дека она што се пегла е дека сакаат Бугарија да ги сочува сите позиции, а овие да не лажат дека бил сочуван идентитетот. Во исто време Бујар Османи му направи вчера еден чипшот на Никола Димитров, каде што извади документи од некакви протоколи во кои наводно... Да, бугарски беа документите, не беа македонски. Добро сега, ја објективно... Да. Ке видиме, тоа со Бугарија ќе ни биде една и од темите, покрај другото. Види, слободно не биде. Ова утро, само секундивица, да. Заедно, тамо не ме прекинуваме, заедно со Зоран Дабич, председател на Македонскиот дипломатски синдикат, човек со огромно дипломатско искуство, кој првенствено ќе говориме за тоа каква е ситуацијата да се биде дипломат во овој момент, какви се условите, а понатаму еве ќе направиме и анализа на овие случувања, доколку му дозволува функцијата, иако мислам дека не му дозволува, не знам, не сум баш експерт. Не, му дозволува тоа што е врзано со синдикалната работа. Тој сигурно дека не може да се опушта во некои многу други детали, меѓутоа тоа што е врзано со синдикална работа секако дека ќе ни го пренесе и ќе добиеме еден преглед за тоа што се случува во Министерството за надворешни работи, почнувајќи од тоа дали дипломатите таму добија сапун за раце, па натаму, нели, до разговориве со Бугарија. Инаку, еве да му се извинам, затоа што по лично име сум му се обраќал во животов. Хилми Азири е пратеникот од Алијанса на албанците, кој што беше погоден со филџан во лицето, во образот, од Арбера Деми. И ја користам ова прилика да кажам дека според наши извори што комунициравме вчера во текот на ноќта јас и Љупчо, тоа е во ред, тоа е добар и денеска ќе се појави во собранието и се надевам дека нормално дека никој не излезе повреден од овој инцидент, но исто така се надевам дека ова мора да има некаква завршница. Не може со чизмине, немаше политичка одговорност. Ова го брани председателот на собрание заедно со Мисовски и со неколкумина други пратеници. Значи, има граници, Липчо, до каде може, што може. Се согласувам, но ети. Не знам кај ќе оди ова. Не знам како ќе биде прифатено од страна на јавноста. Ќе видиме. А ова околу глупостиве со преговорите и така натаму со Бугарија, мислам дека јавноста треба да биде многу на штрек. Да, апсолутно. Апсолутно. Дојде нашиот гостин, Ивица. Тогаш одиме со блок реклами, по кој се враќаме во студиото.